септември се одбележува и како меѓународен ден на физиотерапевтите. По тој повод, наш гостин во студиото е специјалист физиотерапевт Горан Саневски. Добро утро. Добро утро и на вас и благодарам на поканата. Нека ни е за многу години празникот. Да сме живи и здрави. Еве одлична можност и на ваша матична тема да разговараме по овој ден. Меѓународен ден на физиотерапевтите. Што за вас значи тоа? Меѓународниот ден го обележуваме секоја година да ги кажеме своите проблеми до институциите, нашиот профил со кои проблеми се соочува и видовме низ годините дека тактиката мора да се менува. За нашите проблеми да дојдат до јавноста, најдобро е да се директно обратиме до пациентите. Така да од минатата година почнавме да се обраќаме директно до пациентите, да им кажуваме совети што да прават, каде да се обратат, тоа е најважно, бидејќи во физиотерапијата се случуваат многу грешки пред да дојдат до официјалниот дел, нели, до терапијата, пациентите доаѓаат со големи проблеми. Така да одлучивме да се обраќаме директно на пациентите, а индиректно до институциите. Еве, ова е одлична можност денеска да го сторите истото. Кој е најголемиот проблем, велите, зошто доцна доаѓаат пациентите на физиотерапија? Иако коренот на проблемот чинам дека секој од нас може лесно да го воочи, затоа што можеме да се забележиме, доволно да се погледнеме во огледало и да видиме дали има можеби некои искривување, но и во текот на извршување на обврските дневни, дали лесно креваме, дали можеме да се поместиме полесно, да се движиме. Да. Првиот знак е болката. Значи, болката е таа која алармира дека нешто не е добро во нашето тело. Меѓутоа, знаеме често пати да ја игнорираме болката и да продолжиме понатаму со животот. Меѓутоа, кога ќе се мултиплицираат проблемите, тогаш човекот нема време за лекување, бидејќи животот стана многу брз и наоѓа модули како да го тоа реши на најбрз можен начин. И тука прават грешки. Добра. Се обраќа до луѓе кои гарантираат дека за ден-два ќе ги решат нивните проблеми и во некои случаи народни решенија, ајде така да кажеме. Во еден мал број на случаи да, тоа успева. Тоа успева, значи не е тоа никаков проблем да се признае, меѓутоа во голем број на случаи се прават големи грешки. И тука е проблемот. Меѓутоа кога проблемите ќе станат многу големи, тога се обраќаат до јавните институции и имаме навистина проблем сите тие грешки кои се претходно направени да ги исправиме или да им помогнеме. Кога сме веќе кај грешките, ајде да пратиме и апел до родителите, особено за дечињата. Кога треба да се воочи дека станува збор за некаков проблем и кога да се реагира, за да не реагираме доцна, како што велите, да ги минимизираме тие грешки? Па, во принцип, кај дечињата сретнуваме многу често деформации на ниво на ребетен столб. Прв знак кој дечињата го кажуваат е болката. Меѓутоа, пак ќе напоменам, не смее тоа да се занемари и мора да се обратат до лекар или до јавна здравствена установа која се бави со рехабилитација, да се превенира или да се започне рехабилитационен третман како што треба. Бидејќи кај деформациите кои се често застапени кај дечињата, навистина знаат во подоснежна фаза на животот да дадат големи проблеми. А знаеме дека рабетниот столб некаде околу 25-6 година веќе окоштува и рабетниот столб веќе не е толку за моделирање и за исправање. Така да подоцна во подоснежни години, 30, 40, 50 години... Живееме со грешките. Живееме со грешките, меѓутоа тие грешки знаат да бидат и многу големи. Да се јават дископати, да се јават големи болки. И со секојдневна болка и така. Да, се занемаруваат во таа рана фаза сите овие деформации и потоа кога ќе диагностицираме некоја стара сколиоза, кога ќе му кажеме дека тоа од растот и развојот уште во адолесценција, кога бил дете и омладинец и така натаму, се чудат, бидејќи тогаш немале некои големи проблеми, него повремени проблеми. Да. Добро, она што вие го правите е ги следите светските трендови, затоа што многу е изменет начинот на живот, обврски,
секојдневието не е како што беше претходно. Да, Затоа велите многу рано и се забележуваат некои дископати, промени, скривувања кај дечињата. Третиот конгрес на физиотерапевти на Македонија е во нареден период. Кога точно е? 22 септември до 24 во хотел Панорамика во Скопје. Да, точно. Зошто е толку значен тој? Кој се ќе биде представен таму? Па како што напоменавте пред да го кажете конгресот, напоменавте дека начинот на живот е доста изменет. Значи живееме во ера на дигитализација, каде што најзафатени се дечињата и младинците. Седентарниот живот пред компјутер, пред мобилен телефон, пред телевизија си го направи своето. Значи физичките активности се сведени на минимум. Когницијата, значи когнитивното процесирање делува апсолутно и на концентрација. Можеби позадински, и да ги направи тие потешки, да речеме, подоцна за исправување грешки, како што велите исправување, ако не се интервенира на време. Да, апсолутно. Знаете, се дискутира во светот на кого треба да се апелира. Тоа е најважното. И ќе ве прашам у која возраст? Да, ги окривуваме секогаш децата, знаете. Зашто седиш на телефон, зашто играш толку игри, така натаму, исправи се, излези надвор, игре фудбал и така натаму. Меѓутоа, се повеќе се слушаат гласини дека родителите се криви за сето тоа. Зошто? Затоа што тие не забележуваат навреме доколку има некоја промена? Или зашто го дозволуваат? Затоа што се модел на однесување на детето. Бидејќи ако родителот не го прави тоа, детето нема од каде да земе модел на однесување. Тоа е прво и основно. А друго, второ, да се малку изолира од секојдневните случувања, да се одмори родителот од X работи, му дава телефон на детето или компјутер да се игра и со тоа прави уште поголем проблем. Зошто е тоа важно? Важно е затоа што кога ќе дојдат на рехабилитација, давам еден обичен пример за граѓаните. Добро. Веќе се случуваме со проблем ако му дадете тротактно или четворотактно движење или вежба. Веќе на третиот такт детето губи концентрација, не знае кој е четвртиот. И тоа е навистина занимливо и кога почнавме да го истражуваме тој феномен, заклучивме дека проблем се дисплеите, телефоните, каде што не се развиваат... изворот на проблемот. Да, не се развиваат, едноставно не се развиваат невроните, синапсите во мозокот и така натаму. А колку би било убаво, иако ние што сме работоспособно население, родители на мали деца, и имаме проблем, не може да најдеме време да вежбаме и да се одржуваме во форма, колку би било убаво тоа да биде времето кога заедно ќе спортуваме. Така? Тоа би било најдобро. Да, се би изгледало. Тоа би било најдобро. Се би изгледало како што треба, најво. Тематиката на конгресот уствари физиотерапија денес утре. Значи ние еден модел на физиотерапија веќе го имаме, е истрошен, одиме понатаму во една дигитална ера, каде што веќе физиотерапијата се претопува во еден друг модул на роботика, каде што мислам, еден голем дел на патологии, како што се одземање на екстремитети, парализи, парези и така натаму, веќе се работи по принцип на роботика. Затоа повикавме предавачи од страна. Добро. Конгресот ќе биде збогатен со меѓународни предавачи од Словенија, Хрватска, Србија и така натаму, каде што ќе ги прикажат своите нови пристапи во физиотерапијата, бидејќи Македонија малку во тој поглед доцни. Меѓутоа, тоа не значи ако доцни во сите тие промени кои се случуваат во светот и во регионот, не треба нашата фела да има информации. Напротив, треба да знае што се случува за да тежнееме да тоа биде уште подобро и Сакате да кажете дека се смени начинот на диагностика, а со тоа и на третман? И на диагностика и на третман. Тоа значи дека имаме и, да речеме, нови диагнози се појавува? Апсолутно да. По интернационалната класификација на болести дури имате 4, мислам, или 5 ставки на зависност од видеоигри. Сето тоа можеби не е директно влијание, не е директна поврзано со физиотерапијата. Меѓутоа, самата концентрација, самата пасивност од видеоигрите дава проблематика која е врзана со физиотерапија. Така да Македонија навистина мора малку да направи исчекор напред. Сите тие нови диагнози и нови случувања кои се присатни кај
дечињата, како популација која треба нас да не наследи и да проложи со живот, да обрне поголемо внимание на тоа. Добро, докај сме ние со другите земји? Каде е најмногу развиена физиотерапијата? Со оглед на тоа дека и го почнавте муабетот дека ние се уште како општество не веруваме на физиотерапевтите во целост, туку ајде да не кажам, не бараме брзо решение, туку веруваме на народни лекови. Веруваме на инстант физиотерапија или на инстант рехабилитација, да кажам така. Па не знам тоа дали е рехабилитација. Па не е рехабилитација, на инстант пристап каде што очекува да му биде подобро за 1 сат или 1 ден. Добре. Тоа е проблем, затоа што сите тие кои работат на таков начин, тоа е еден добар маркетинг за визио и аудио ефекти, бидејќи се убацуваат тука во сите видеа кои се прикажуваат на интернет, се убацуваат и аудио и визуелни ефекти. Меѓутоа највеќе аудио, тоа е тоа крцкањето, тоа тие брзи движења кои се прават на работниот стол на останатите зглобови. Меѓутоа таа техника на хиропрактика, која веќе претходно зборувавме пред емисијата, е веќе одамна напуштена од големите школи за хиропрактика во светот, меѓутоа сето тоа ние опашките ги влечеме дури сега. Наместо да одиме напред во нови предизвици, во нови проблеми кои се решаваат на еден соодветен начин, каде што најмалку ќе му наштетиме на зглобот, ние одиме во едни агресивни техники, каде што луѓето мислат дека ќе ги наместат. Такво нешто не постои. Јас како професионалец одговорно тврдам, можете да го ослободите нервот од компресија на еден начин до еден степен. Меѓутоа да го наместите, тоа е невозможно, затоа што ако имате изместен зглоб или изместен пршлен, како што луѓето знаат да кажат, тогаш тој не би ни можел да дојде кај вас на рехабилитација. Така, куса сме со времето, би сакала полека и да заокружуваме. И ајде веќе кога го споменавте тоа, ми го наметнавте и прашањето. Постојат митови, но постојат и вистини. Дека нешто кога веќе еднаш ќе се наруши, дали било тоа пршлен, дали било зглоб, во детали вие можете да кажете, народски знаеме често и поинако да се изразиме, нема враќање назад, освен во некои случаи со операција. Но, како да се одржува, да не напредува и да не се влошува? Што вие препорачувате? Има една флоскула која се протега низ рехабилитацијата, тоа е здрав начин на живот. Што тоа подразбира? Што е тоа? Па, во принцип тоа се многу ставки кои за сега немаме време да ги образложуваме, меѓутоа ќе кажам, она што е најважно да се како годините одат, нели, или тие лоши навики кои ги децата навистина практикуваат од самиот свој ран раст и развој, треба полека да ги елиминираме. А како старееме, значи, како преоѓаат децата во младинци, во повозрасни луѓе, сите тие навики полека треба да гаснат, бидејќи новите предизвици не го дозволуваат стариот начин на живот. Како што рековте, физиотерапијата и пациентите дури се веќе поразлични од минатото. Затоа на конгресот повикавме, пак ќе се навратам на тоа, викнавме навистина големи професионалци, кои што ќе ги кажат искуствата, бидејќи се поблиску до Европа и се во Европска Унија дел од земјите, кои пристапи сега се користат, за да ние бидеме припремени за тоа што понатаму. Нормално земаме совет од нив, бидејќи имаат поголемо искуство, и да видиме кои техники и каква дигитализација, каква роботика се користи во тоа. Тоа се колегите обично од Словенија кои со тоа ќе дадат голем придонес на конгресот, а од Србија имаме повикан предавач Пеѓа Филиповиќ, мора да го напоменам, еден од најголемите стручни лица за масажа, каде што темата негова е спојот меѓу Западот и Истокот и принципот на однесување према пациентот и терапевтот кои техники може да ги користи во процес на масаж. Јас ги повикувам сите, имаме други техники, значи реики, енергетски техники кои ќе бидат застапени. Дека ќе биде богата програмата. Апсолутно. Сакав јас да ве прашам, граѓаните ќе можат ли да присуствуваат? Не, тоа е за професионалци, ги повикувам сите физиотерапевти кои се навистина заинтересирани и кои
сами себе се имаат за големи професионалци, а ние не ги гледаме многу по стручните собири, да партиципираат и да слушнат нешто ново. Ке имаме и трибина, нормално, каде што ќе се дискутира за новите предизвици во физиотерапија, па можат сите тука да учествуваат од нашите колеги, нема да бидат само пасивни наблюдувачи и да слушнат нешто ново, бидејќи физиотерапијата мора да оди напред. Едноставно и општеството го бара. Го бара и општеството, и пациентите бараат, знаете. Тоа е модерно општество, модерен начин на живот, да. Но и рамо до рамо се следат светските трендови, модерни техники во третман. Секако. Благодарам за денешното гостување. Благодарам на поканата.